Камениот саркофаг во кој се наоѓаат посмртните останки на револуционерот Гоце Делчев во црквата Свети Спас во Скопје е местото од кое Бугарија и Македонија почна со заедничко чествување на историски настани личности. Премиерите на двете земји Зоран Заев и Бојко Борисов беа првите кои што положија цвеќе на гробот на херојот. По нив тоа го направи и делегација од двете земји. На плоштадот од црквата претходно утринава пристигнаа премиерите, делегации, пратеници, амбасадори и граѓани. Таму премиерот Заев во своето обраќање Зилинден порача дека историјата и минатото се цврсти темели врз кои почнале, како што рече да градат евроатланската единена Македонија. Владата на Република Македонија постави добри основи за соработка и со другите соседи од регионот. И имаме право да очекуваме дека во периодот што предстои ќе добиеме и други испружени раце кон нас. Стабилноста, безбедноста, мирниот живот на граѓаните, економскиот развој, културната соработка се потреби на граѓаните на Република Македонија, но и на граѓаните на целиот Балкан, чија што иднина исто така е Европската Унија и НАТО. 2 часа подоцна председателот Ѓорѓи Иванов пред споменикот на Методија Андановченто во Скопје рече дека на патот кон евроатланските интеграции Македонија е уценета, а цената е премногу висока. Поради нашиот македонски идентитет нас ни се оспорува правото на просперитет. И во такви услови две прашања тревожат јавноста. Прашањето за името со Грција и договорот за добрососедство со Бугарија, додаде председателот. За името побара волја од двете страни, почитување на меѓународните договори и проширување на мерките за градење доверба. Со Бугарија пак треба да ги славиме само светлите датуми од заедничката историја, а таа започнува на 15 јануари 1992 година, кога Бугарија прва ја призна Македонија, додаде председателот. Договорот е резултат на компромиси кои не можат секого да задоволат. Ваквите договори се израз на компромис што треба да се гледа од аспект на иднината, а не од минатото. Ги повикувам двете влади да придонесат кон исполнување на целта на договорот, вклучително и преку мешовитата комисија која треба да работи на градење на доверба и пријателство. Оваа година 114 години од почетокот на Илинденското востание и 73 години од првото заседание на АСНОМ се празнува под мотото Наша Македонија, без разлика на вера, етничка припадност, пол и убедувања.